Името на улицата Радански пат, сега преименувана во Черења, ги подели штипските роми. Дел од нив обвинуваат дека советничката од Штипскиот совет Ени Седемирова се заканувала и вршела притисок врз подписниците на петиција за враќање на старото име на улицата. Кој врши притисок по луѓето од куќа на куќа и кој го зема списокот кај не од собранието, кој тоа го нема право, и со списокот од куќа на куќа оде дома и ги прети на луѓето да одат да дават изјава дека они се за името да остане Черења. Демиров се повикува на петиција подпишена од страна на околу 300 роми жители на Радански пат, односно Черења, поднесена до Советот на општината. Тој е категоричен дека доколку бројот на потписи не е доволен за враќање на името на улицата, собирањето ќе продолжи и понатаму. Чекам сега да ми кажат дали ќе треба уште потпис да собереме, а јас само сакам да кажам дека самите граѓани од Радански пат и Козловска народот по прадавниците и по куќите си собираат потписи за промена да се врне Радански пат уназад, за тоа што луѓето се револтирани и владее голем револт кај истите луѓе. Од друга страна, прозваната советничка Ени Седемирова категорично ги отфрла обвинувањата на Раман Демиров, како тенденциозни и неосновани и возвраќа со контраобвинување. Се работи за класичен фалсификат и злоупотреба на лични податоци, тоа ќе си го води полицијата и се разбира јавното обвинителство. Како што тој имаше право да собира потписи, јас имам право, нели, да тоа да видам увид кој што се потпишал, за тоа што потписите се невалидни од една страна, а од друга страна требаше само граѓаните од улица Радански пат да се потпишат, а не ромите од сите населби. Улицата Радански пат во Черења со одлука на Советот е преименувана во 2005 година, а истата стапи на сила лани. На одлуката и претходеше јавна расправа, но бројот на оние кои се одзваа на повикот беше минимален.